Има една земја каде што се распослале ридови, езера, каде што природата набрекнала од убавини. Сончева земја со рајски места, каде што дури и Господ посакал да се одмори, да преспие среде природата со бои на килибар и жат, околу синилото на облаците и езерото, каде што пловат и со ништата на преспана. Девојката од легендата по која е наречен овој убав крај Преспа. Поделена на горна под Галичица и долна под Пелистер, таа го заокружила езерото со питоми заливи, рајски места и убави крајбрежни села. Првата Самуилова престолнина, полна со цркви и манастири, духовна и богата, блескава како нејзините јаболка на припек, таа магепсува со својата задремана девственост. Нејзиното езеро, повисоко од Охридското, ја мачи во циклуси со пресипување, се губи, се враќа, понира до следните климатски услови и водотеци кои ги хранат неговите води. А нејзиниот центар, Ресен, е посебна монденска приказна, малиот чалгаджиски Парис, оној од визиите на Нијази Бек, пресликан од славната разгледница на францускиот дворец, во славниот Сарај, кој денеска ја колекционира уметноста, трепетот на слободниот израз покрај старините од далечните времиња на неолитот. Преспа денеска е песна, убава енергија, природна насмевка во денот што се смее. Долгото патување почнува со само еден чекор. Токму еден ме дели од мојот денешен домаќин. Одам кај него и ќе видите за кого станува збор. Еве ги гостите. Дојдоа гостите. Здраво, Чеше. Добре ни дојдовте. Добро те најдов, така се И вика. вашата екипа, мило ми е што денеска сум ваш домаќин тука. Ти благодарам што прифати без дилема. Да. Морам да ти Молим. кажам, еве на почетоков, искрено ме збуни кога ми рече да се најдеме овде, ми прати и локација. И јас обично кога одиме некаде, домаќините не чекаат на плоштад, негде во центарот на градот. Кога тргнавме нагоре по брдово си реков, каде ќе не чека Туше? Па дури правиме се муабет со кафенци, цедено сопче тука. Ќе видиш зошто сум те поканил во ово место, па Искрено, веќе ми е јасно кога гледам дека од овде се гледа цел Ресен. Си ме погодил со пијачкава, искрено уморна сум, седнувам веднаш. супер, ајде. На почетокот пред да почнам да те испрашувам и да ми раскажеш, направи пебелја, и пред да ми раскажеш нели зошто сме овде, да те прашам како си, се немаме видено одамна некои добри 5 години, да, 5-6 години. Добро е со корона да знае затворени сите, како јас така и цела Македонија, така и цел свет. Доста патувам странство. На релација сум Австралија-Македонија. Многу често. Тоа е тоа. Убаво ја спомена Австралија, некако ете веднаш да те прашам за тоа. Ти си роден таму. Да. Меѓутоа во една прилика барем изјавив, сега можеби читав една твоја изјава во која што велиш таму не сакаш да живееш дури ни во Скопје, иако повеќето бегаат во Скопје. Да. Ти од Ресен не си одиш. Зошто е толку убав Ресен, Туша? Епа, затоа те седнав сани тука да видиш зошто е убав Ресен. Шо знам, научен сум на мирно место. Не можам во гужви, премногу сум време со музиката и со луѓе, така да не можам да кажам дека ми сметат луѓето, но после сите тие свирки душата ми бара мир, одмор, а баш ова место Милпат во Ресен, овој кафич на мојот пријател Миле и Патриција е најубавото место за одмор во Ресен. Не те прашам од каде почнуваме, пиеме кафенце, сокче и одиме. Може. Туша, мислев ќе одиме негде подалеку, ама ти веднаш најде локација. Ова ми личи на, не знам, школа, нешто. Да, па пошто бевме тука во близина, сакам да ве однесам тука во ова ова место порано било воена гимназија,
каде што имала војска и во поново време после Втората светска војна мислам дека е направена гимназија за средно училиште. Така. Тука ги поминав моите денови од Средношколските денови, да. Јас мислев дека имаш учено во Австралија. Кога се врати ти во Македонија всушност? Не сега вака, тоа е приказна која што имам повеќе пати раскажувано, да ви кажам дека на 5 години се вратив од Австралија и основното школо го завршив во едно друго училиште што е малку подолу од ова место во Ресен, Мите Богоевски. Таму учев значи од прво до 8 одделение. Така. Тогаш беше тоа време кога завршив јас до 8 одделение беше. И од прва година до четврта година ги поминав моите најубави средношколски денови на ова место. Во ова гимназија средношколска која тогаш се викаше Јосип Броз Тито, а денес е Цар Самуил. Предпоставувам дека не знам сега, сигурно не си бил овде одамна. И сега кога дојдовме преку капијата, сигурно се сети на некоја интересна случка од тоа време. Да, како не. Како не, многу убави спомени ме држа тука, и за разлика за она што ме праша дали сум бил тука, да ти кажам, многу често кога посетувам ова место, исто така доаѓам со син ми на трчење тука, Да? пошто он е еднот е спортист. Тука доаѓаме со трчење, со жена ми доста пати идеме за шетање, за пешачење, така да го обожавам едноставно ова место. Навистина е убава природата и малку е, да речем, ова не својствена околината за училиште. Навистина многу убава локација и се гледа цела Ресен од тука. Да. Овде кога бегавте од часови, каде се криевте? Па да ти кажам, кога бегавме од часови, имаше тука на тоа време, каде што сега е кафичот кај што пиевме кафе, во тоа време имаше еден стар автобус направен како кафич. И тука бевте? Тука, искрено ќе ти кажам, со професорите, кои што имавме проблеми со професорите, ги носевме таму на пивце. Врски фаќевте. Да, и на ракивче и така ја поминувавме годината. Не бев многу мераклија за учење, но спортот ми беше на прва страна, да речем. Но како што дојдов 17-18 години од мојот живот, почнавме да правиме група музичка во нашата улица, наша мала, се викаше тогаш. И повеќе од моите другари свира на некој инструмент. Имав другар кој што свиреше на хармоника, гитара, братучет ми кој што сега во Австралија чукаше на тапани. Еден други дечко, другар мој на кларинет. И јас му викам на другарите дека јас пеам во хор. Значи во хор во основното училиште. Хорот броеше може 30 луѓе, сите беа женски, освен јас. Главен беше во хора, значи. Да. Значи учителот во тоа школа ми го препозна мојот талент и ме посочи да бидам јас во хорот и така станав пеач. Пошто групата тогаш во таа мала нема ја пеач, а јас се понудив како некој што пее во хорот. И така започнав. И батали спортот, почна музиката. Ништо туша, одиме на следна локација, едва чекам, искрено во Ресен сум била, ама ништо, не знам, го немам многу шетано. 2-3 кафеани и толку знам. Јас сум тука. Одиме тогаш на следната локација. Одиме. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. Ми кажа дека ќе ме однесеш на едно место кое што дише со романтика, ќе рече. Ова ли е тоа? Да. Ова е санита прочуена стара чаршија во Ресен. Како да кажам, срцето на Ресен, каде што на времето, може и пред да се родам јас, а и откако во малите мои години памтам дека имаше многу занајчески дуќани, чевлари, ковачи и такви работи, што за жал денес ги нема. Спомена тарасички, серенади, се на овие нешто. балкони вака стари кои што се
ќе ги видиме во репортажата. Се пееле најубавите серенади на тоа време, каде што нели момците доаѓале со гитари, со инструменти, па им пееле на девојките песни. Туше, знам дека твоите тезги се скапи, балкон немаме, имам само една скаличка, јас ќе се подкачам, а ти една серенада да ми отпееш. Може се вака. Сега не си распеан, извини, ама те фатив на препад сега. Нема гајле. Најпозната песна за во овие услови кои што ги избориме денеска. Една песна која што ми е многу мила и сигурно многу од гледачите ја знаат, која вели вака. Излегов да се прошетам низ ресенските улици, таму го најдов либето, со друго либе стоеше, таму го најдов либето, со друго либе стоеше. Сакаш уште ли? Сакав да речам да не го лаже Господ да го најдам со друго либе. На времето им давале аплауз, ако е добро, ако не е добро ги посипувале со вода. Така било и тука? Да. Еве, за тебе аплауз нема вода. Мислам дека не е лошо да прочитаме и натаму, бидејќи гледам дека има некои кафулиња, гледам раздвиженост и искрено се надам дека ќе сретнеме некој твој ресенчанец овде, пријател, па ќе ми каже дали си секогаш вака фин. Па сигурно ќе сретнеме. Сигурен сум од тоа дека ќе сретнеме. Мислам со цел речен живеам, немам проблем со никој до ден денес. Поштовање имам големо, исто така и јас за нив, за ресенчани. Впрочем, роден сум австралијанец, а живеам тука во Македонија во Ресен и тоа треба да кажува една позитивна работа дека си го сакам градов. Имав прилики да заминам и Скопје и на други места, но ете, тука останав, тука ми се родителите уште здрави живи. Па сакам да го поминам тука времето. Впрочем, во Ресен све е тука блиску едно до друго, така да нема да губиме многу време на возење, паркирање, такси и слично, тука се сме си е близко. блиску. Ќе однесам на друго место, па таму ќе збориме за тоа место што има да се каже. Одиме таму. Одиме. Сани, ова е местото каде што прегеска ти ми рече да те пречекам, значи ова е плоштадот, центарот на градот Ресен. Тука ни е општината. Сега е во Ново Руво. Јас кога растев од мали нозе, тука беше автобуската, ја памтам како во сон. Тука беше автобуската и некој преспа турист, така некој ресторанче малечко, некој леблебджилници, некои маркети мали како пилјари. Тоа што го памтам од тоа време. Сега е сосема поинакво. Сега е сосема модернизирано во Ново Руво. И навистина убаво изгледа, морам да признам. Сакав да те прашам, спомена имало тогаш некој ресторанче, нешто. Дали можеби тука беше корзото, бидејќи нели на времето така? Да. Се ова што ќе биде прикажено на камерата, каде што се овие за седење направени овие клупи. Тоа беше све трева и дрва големи. Значи беше онака парк како што беа парковите во старите времиња. Тука ли првата љубов се случи? Па да. Значи знам кај да те натерам да ме донесеш за да признаеш. Првите симпатии беа тука, да речеме, на ова место.
тогаш немаше, во тоа време немаше кафичи. И сите се соберевме тука во паркот, земи се сончоглед и кикиритки. И ќе пробаш да фатиш некоја девојка за рака, да прошеташ. Тоа ќе те Пошто прашам. имаше премногу дрва и зеленило, како зацкриено беше. Никој нема да те види Никој што нема правиш. да те види, Овде го видов символот на Ресен, имате многу убав споменик, јаболкото. Среќа моја нема сега берба на јаболки, па не Да, знам да. како стои што тие, нели, дали нешто како вистински ресенчанец имаш, нели, ово штарник ли, како и да се вика тоа. Ама ми рекоа од Ресен сега без јаболка ќе се вратам веројатно, ама ми рекоа без кафе од овде и без Па чекај, имаме уште една локација за тоа. ресана, Ќе те така? носам, да, да. Па јас како некако трчам пред рака, така? Да така? кажам дека тука на овој плоштад се одржува тој добро познат преспански јаболкобер, крајот на септември, кога почнува да се берат јаболката, и тука се прави голема манифестација, не толку голема како Пивофест, но голема. Значи јаболкобер ни е наш фестивал, како да речем, крајот на септември. И тоа е тоа. Ништо, в септември доаѓам овде, ти ќе пееш, а јас ќе те слушам, нема да береме јаболка. Може. Ако Ресен е градот на јаболкото, тогаш Преспа е јаболкница со најубави приказни, од кои исклучително важна е и онаа за нејзиниот раст и развој, главната крошна која му дава живот и виталност на целиот регион над половина век. Преспа не може да се замисли без Агроплот, малото ентузијастичко јадро од 1967 година, денеска гигант во прехрамбената индустрија, групација во светското семејство на врвни производители, Swiss Lion. Благосостојбата на малото производителско царство, втемелено на првите јаболкови садници од 1975-та, со прекини белези од транзицискиот период, ќе биде надрасната со нови производствени процеси и свеж управувачки менеджмент, кој со знаење и иновации ќе го напреди наследениот капацитет. Swiss Lion Агроплот ја возобнови златната епоха врз старите благодети од плодородната почва, афирмирајќи го символот за квалитет и квантитет со најдобрите земјоделски производи од срцето на Преспа. 1/3 од производството е на конзумните јаболка, кои како еколошки, здрави и со префинет вкус го освоија странскиот пазар. Јаболковите расадници станаа повеќе од пример за македонското стопанство, преспански накит и култивирана средина со висока општествена одговорност, еколошка етика и јасна визија за прогресивна и модерна Преспа. Пошироката приказна за групацијата Swiss Lion, која го превзема Ресенски Агроплот, е ревитализацијата на крошната, чиј калем се неколку производствени гранки, кои од 2006 година ги представуваат правните субјекти. Swiss Lion Агроплот Доел Ресен, еден од најголемите производители на кондиторски производи во југоисточна Европа. И Агроплот Доел Ресен со производство на јајца, оние под знакот на преспанското сонце, регионалниот ас во земјоделие. Со еден збор, Агроплот е знак за одржлив и светски препознаен квалитет во секој сегмент од домашната трпеза, знак кој ги обединува сите генерации, од утрата со мирисот на најдоброто кафе и вкусната ресана, до авантурите во сладките куќи. Ако Њујорк е големото јаболко, Ресен е највкусното и затоа Преспа е толку сочна, обоена и огреана од сонца, не за 3, за уште милион светови. За некако што ти кажав, те носам на уште една убава локација, како вистински домаќин да ти... Ти благодарам, Да јас мислев дека не е отворам отворена вратата, мислев не можеме да влеземе. Тука сме на едно преубаво место, домот на културата Драги Тозија во Ресен, каде што се одржуваат многу културни манифестации. Колку што знам,
изграден е од Нијази Бек, некаде околу од 1905 до 1908-9 година. Во тоа време, во последно време е нешто реновиран. Доста млади кои што се прават свадби сега иде тука за сликање, за фотографирање. Ова е оно што место кое што ти го нарече Сарајево, така? Да, Сарајево. И да ти кажам искрено, ти благодарам што ме донесе овде, бидејќи навистина вреди да се види и ако го одминавме местово и ако го откриев, нели, подоцна ќе ти се налутев, да знаеш. Речев дека млади се фотографирале, така? Да. И сега ние не сме нели млади, мислам, не сме од оние кои што прават свадба, Да. ама сме млади по години. Така. Ева си направиме овдека една фотосесија, јас и ти најпамет. Може. Значи, и на ова место, на времето, колку што знам, колку што имам гледано и слики, прочуените ресенчани, една група музичка од Ресен, кои што свирија серенади и песни за Преспа, за Ресен. Има тука направени неколку снимки. Те молам, слики. без информација и песна, туше, мислам, да не зборуваме за џабе, нели? Ајде, може една песна која што вака, пошто има тука убав двор и зелени мои цвеќиња, па вака вели песна. С ношти минав, крај рајската градина, там си најдов, два букета рајски цвет. Там си најдов, два букета рајски цвет. Не ми биле, два букета рајски цвет. Тук ми биле, двајца млади влюбени. Каде ме носиш сега? Сега вака ќе ве носам на едно преубаво место. Се вика Отешево. Имаме таму еден многу убав ресторан, резорт можем да го наречем, кој што го држат едни мои блиски роднини. Да ви кажам само дека вратени се од Америка и тука вложија доста средства да го направат овој резорт, кој што се вика Lakeview. И е прекрасно местенце. Ќе седнеме таму, малку мабече, можеме да попееме, па и да каснеме и да се напиеме нешто. Да ти кажам среќа што се возиме па вака напиваме километри, а не пешачиме, затоа што ако беше спротивно ќе немаше да може да мрднеме, а не да пееме. Па чекај сега да ти кажам. Значи тука ми почна првите чекори за музика, од прилика во Отешево. Па имам една добра песна која што не знам дали се слушнала, но тоа време кога ја напишав, 97-98 година, не бев толку по патишта како што сум сега. И ја напишав песната и ми излезе како моја животна приказна. И песната вика вака: за мене не се важни километри, не се важни не за мене, се ке дадам се од себе, за да бидам покрај тебе. Не се важни километри, не се важни не за мене, се ке дадам се од себе,
за да бидам покрај тебе. Вистина убава песна, со километриве, па види, не се важни реално затоа што ме носиш денеска цел ден на убави места и ти благодарам за тоа. Па мислам дека сме на пола, па чекај, уште имаме километри за поминување. Знаеш од што се плашам? Ти се врати, тоест од Австралија дојде овде и не сакаш да одиш таму. Овие родниниме твои каде што одиме сега од Америка дошле, да не останам и јас, да не се вратам во Скопје на крај. Преспа, првата престолнина на цар Самуил, неговата езерска лагуна, има медени заидисонца. Затоа е царска, а секој може да се чувствува овде како крал пред отворениот езерски хоризонт од денешната панорама на хотелот Лейквју или езерска гледка, неслучајно познат и како Преспав. Вгнезден е на извонредна локација во туристичката населба од Тешево, омилена на генерациите кои ја паметат Преспа како поранешна матица во туризмот заради незаборавните екскурзии, семејните дружби и долгите преспански лета. Меѓу воздушната бања, која е здивот на планината, и езерската шир, огледалото на нејзиниот венец, хотелот ги пружа сите врвни задоволства. Удобност, комфор, кајакарење, билијар, коктели, наблюдување на јата корморани, пеликани, руна од облаци, идеално катче за пикник и скара и извонредни преспански специјалитети. Кујната Лейквју е топла и приемчива во секоја сезона за гурманите помешани традиционални и модерни вкусови во преспански стил, со свежи слоуфуд состојки одгледани со љубов на преспанско сонце, култивирани или автохтони, секогаш извонредни покрај преспанската пастрмка белвица крап. Овде има што да се доживее и види, затоа што културата, цивилизацијските наследства и раскошната природа одат подрака заедно. Јужната страна на Преспа на потегот од Тешево, Стење, Конјско, е благодет за рекреативен, летен, планински, спортски, зимски, медицински, конференциски туризам, а една извонредна стреја со најубавата од Тешевска панорама е Лейквју хотелот и ресорт, кој ги собира сите авантуристи, љубители на ексклузивата, луксузот и комфорот, чија динамика, пасија, адреналин или само кејф ја будат сонливата Преспана на ново туристичко рандеву, атрактивно во светски рамки. Слушај, намерно сакам да седнеме на оваа масичка, да си одмориме не нозете не ни се многу изморени, да си ги одмориме очите. Да. Навистина преубаво и почнав да те разбирам зошто не сакаш да одиш во Австралија, иако до сега се шегувавме на таа тема, ама навистина те разбирам. Кога доаѓавме наваму ми спомена дека овде некаде ти бил и првиот настап. Да, за Отешево ме врзуваат многу добри спомени. Па може да кажам и моите први настапи беа тука. Па може и 3-4 години пеев тука во ова место, во Хотел Европа, тука. Пред да биде Лейквју, беше Зоил. Многу бројни настапи. Едноставно ме врзува многу местово. Јас ќе искористам оваа убавина за да уживам, нема веќе муабет, престануваме вака моментално, ќе уживам туше. Уживај.
Еве Сани, дојде редот и местото кај што треба да те донесам на едно прекрасно место, каде што многу пати јас го поминувам слободното време и носам пријатели кои што ми се од странство, дојдени тука во Ресен и Преспа да ме посетат мене, да ме видат. И носам тука на гости, на гозба, на муабет. Ама повеќе ти раскажи домаќинот за све ова што ти го спомнав, Така. пошто он ќе знае повеќе информација за местово Кој што вие се го нарекувате кај крстот, така? и крстот, да. Инаку се вика Свети Петар и Павле. Свети Петар и Павле, да. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Добре ве најдовме. Добре дојдовте, Вауче. Повелете во храмот да посетиме, а? Ајде, може. Тamo се наоѓаме на место во Подмочани, во село Подмочани, на местото викано Горица. Значи, ова е една од гориците, или во вкупно се видиме сам во поширок, она се викат Горица. Едната горица е Белцрквенската горица, што отма подолу тука може да се види. Другата е горица ова. Значи, овај рид Чемавечко, така наречено, си го викаме ние по наше Горица, како Горица. Во 2001 година дојде како идеја да се постави овдека еден крст. Еден така обичен крст за обележување на на тие 2000 години. Значи, краците што гледаме, висината на крстот сега моментално е 33 метра со по 15 метра са краците ширина. И како што кажав, со Божја помош и донација на фамилија Ничови, местното население од село Подмочани и други имаше од иселеници од Подмочани, се изграде крстот. И со самото светување на крстот, овдека кога беше Делото владика во еден наврат го шеташе местото тука, овдека и викат многу убаво би било место овдека се, само кога би имало уште една црква овдека да имате изградено и не требаше многу. Само се поттикна идејата и во 2002 година се започна веќе камен темелникот на црквата. Сега ова црква овдека што се наме Свети Петар и Павле, Свети Петар и Павле се започна во 2000 година. Во 2004 е веќе завршена, комплетно е завршена со сите работи внатре, со се иконостас, владички стол, сите работи се веќе поставени тука во неа и се сметат за една од најбрзите цркви во Македонија, што е во овој период сега изградена црква во Македонија. Беше може да има сега побрзо изградена црква, ама не сум сигурен. Градбата на црквата е истите мајстори што го градија Пларушник, истата градба, истото све истите мајстори ја градеа и ова црква. Ali da ne ги изоставим иселенците од Подмочани што са местното население и пошироко од Преспа овдека. Тоа е. Повелете ако ви интересира нешто друго. Благодарение на сите овие кои што ги наброивте, имате импресивен објект и кога го видов, јасно ми стана зошто Туше толку инсистираше да го видиме ова место. И навистина, ако останало само крстот, веројатно местото немало да биде толку посетено и толку убаво. Да, Ви благодарам што ни бевте прекрасен домаќин и се надевам дека ќе се видиме скоро, нели, за уште поубави прилики. Секако. Благодарам и на вас, бидете ми поздравени, благодарам на посетата, све најдобро. Благодарам. Колку е богата Преспа со фолклор, сведочи и етно музеот во село Подмочани, кој ги собрал сите шари на Македонија. А да се соберат, негуваат и промовираат е мисија која што заслужува длабок поклон и респект, но пред се поддршка за љубовта и посветеноста кон фолклорното наследство. Јоне Евтимовски е нашиот амбасадор кој досега изградил многу мостови, поврзувајќи не со традициите во светот, архивирајќи импозантна колекција од над 160 македонски носии од сите региони. Долнопреспанска, Горнопреспанска,
пелагониска, овчеполска, мијачка, градска, невестинска, празнична, буквално сите. Модата и везот, боите и ткаенините, стилот по кој се препознавале момчињата и девојките од далеку, по потеклото и кодот. Сите времиња, и добри и мрачни, вткаени во символиката и бојата на снагата на македонките, влаинките, на сите етникуми, чии разлики овде се одраз на раскош и богатство од култури. Бројот на носиите и предметите е импозантен, но она што восхитува е истрајноста и посветеноста на сопствената мисија да се остави и довери допирот на минатото од секојдневието на нашите предци. Она што го раскажуваме за нив, овде станува блиско и опипливо. Колоритот на Преспа, од одаите на Јоне, полека се расплетува во трските, шамаците и песоците на Претор, во муабетот на преспанската софра. Проперен мор, како што ветува и самото име, е предизвик за најголемите гурмани. Овде има нешто повеќе од одличен вкус, услуга, љубезност и природен амбиент. Тајната состојка е во непосредноста на преспанската убавина, каде што музика се брановите, а сценографија хоризонтот полн со желби за сите кои ќе ги ослободат мислите. Ексклузивата е инспирирана од аромите на специјалитетите, малите но значајни финеси, врвниот квалитет и најдобриот мастрав од преспанската езерска екзотика. Туша, јас ти реков Сабајле, денот по утрото се познава, ама излезе работева крајот го краси делото, така? Па така испадна, според. Да ти кажам, ти благодарам за денешново доживување. Јас Преспа вака не ја знаев и не сум ја доживела никогаш. Се надевам дека и гледачите ќе уживаат. Пола имаш видено тоа што. Пак излезе ни пола, излезе ни пола. Да. Од каде и зошто Туше? Накратко ќе одиме. Има многу јадење, јас сум многу мераклија. Сега во моментов постам. А да не губиме време, сакаш да кажеш, така? Не. И приказнава е поврзана со тоа. Аха. Значи мераклија сум на јадење и тоа Туше доаѓа од ти сигурно од овој крај си вамо Охридско, имаш Па ливиче. јас веќе готово јасно ми е, што ми да. каже јасно ми, ама да го објасниме на гледачите. Шпориња знаеш од тие старите, има едно како тушник што го викат тоа. Пемпере, не знам ни за што служи, за печење на лебот или за не знам како. И се дека така, шпорето малце пошироко и јас на времето бев мераклија на софри, како дете, на јадење многу. И од секогаш сум бил пополничок малце, не сум бил никогаш слаб. Значи ако се држам на диета ќе ослабам, иначе мераклија сум на јадење. Ако не се држам до диети, не знам докај ќе терам. Тоа се вика гурман. Да, гурман. Прав збор. И по тоа излезе сега да не биде она ептем јако кажано тушник на галено туше излезе. Да. И ти баш ми е кеф што тоа остана така и до ден денес сите ме препознаваат како Туше. Ми остана како прекар. А децата мои се Исто ги викаат Туше и нив? Туше ги викаат и имаат и средно име Туше. Аха, така им стои во документите. Браво. Секоја чест. Тоа беше идеја на жена ми. Значи едниот е Марио Туше Стојановски, другиот е Дарио Туше Стојановски. Едниот е музичар, другиот е спортист. Во кого вложуваш повеќе надеж? Во овој наследников музичаров или овој фудбалеров? Исто ги гледам децата, нема може повеќе внимание му обрнуваме на помалиот пошто е надвор од Ресен. Патуваме нон-стоп за Штип, игра за Бергалница моментално. А големиот е во Битола учи музичко трета година. Тој патува. Се почна со една преработка на турска песната. Да. Пред да почне со таа преработка, затоа таа е 94-95 година, пред да почне таа преработка, имав ова со поплавите беше 5-6 години пред тоа. И во меѓувреме живеев во Аустралија и таму имав музичка кариера пред да дојде ова преработката, а пошто отидов во Аустралија поради војната што беше во Југославија. Значи се случи војна и
заминав за некое време, а тоа не беше некое време, останав 2,5 години таму и таму остварив некоја музичка кариера што и ден денес ми помага во моите настапи. Многу луѓе се сеќаваат на мене уште од тоа време, така да Мислам дека редно е да замезниме затоа што го гледам од ваму ни го спремаат главното јадење, тоест ни го приготвуваат. Ќе направиме кратка пауза, мезенце, ракијичка, па после спремаме се за пеење. Може. Па ајде назовеме ко така уште еднаш и да те запееме една песна вака оди. Кога ги видов тие зелени очи, девојко млада, сакам да ти придам и да те бакнам, но немав снага. И знаја с тебе вечно ке те љубам, памет ке изгубам. Сакам со тебе години да минам, со тебе да бидам. За тебе живејам, за тебе ке умрам, живот ке дадам свој, само да бидам твој. Штом тебе те видов, јас се заљубив, а кога те бакнав, памет изгубив. Ти верувај душо, за мене си се, јас те молам, ти не велине. И замисли, јас имам пишана ова песна. Знам, да, се сетив веднаш на турската, само не можам да се сетам на името на пејачот. Ако знаеш, Таркан, да. Во право си. Да не си го враќав нели филмов низ глава, апсолутно знам за која песна станува збор, да, голем хит беше. Сега И се уште. ако мислиш дека си го истера редот и дека ги подмири сметките, долговите, не знам како и да е, оваа песна ти го одбележала почетокот, па ти имаш песна која што ти одбележа кариерата, животот ти го одбележа. Да те прашувам јас или ќе си ги прашаш ти сам свирачите? Па ајде сам да ги прашам. Прашај си ги. Штом ќе слушна музика, мана имам голема, пеам, пијам, лумпувам, трошам пара последна. Штом ќе слушна музика, мана имам голема, пеам, пијам, лумпувам, трошам пара последна. Немој да ме прашуваш каде ми се парите, ако и ти не знаеш, прашај ги свирачите. Немој да ме прашуваш каде ми се парите, ако и ти не знаеш, прашај ги свирачите. Какви ти се твоите планови, дали може би планираш да влезеш во студио, не знам, еве доаѓа лето, има неколку фестивали кои што се нели во овој летен период и во текот на есента. Имам непромовирани уште една-две песни, нови, кои што ги снимив со Златко Миладиновски. Соработувам со повеќе композитори и музичари низ Македонија. Доста сум зафатен летово, приватни свирки. Плановите ми се фестивали, не знам дали ќе имам, пошто сум настапувал на повеќе фестивали, на Валандови, на Светници, на Охрид фест, таму Пилиграни, доби на Охрид фест, да. награда имаш така. Значи, фестивал не знам дали ќе имам, но песни нови сигурно ќе има. Не во блиска иднина, но после септември, октомври сигурно. Кариерата ми е врзана со патување доста за Австралија, значи покрај ова патување сега што е моментално за неколку дена, повторно заминувам во септември, октомври, значи за нова година имам пазарена веќе свирка во Австралија. Тушате викаат заради храната, Крапов ни се смее. Да, преспански. Нели, ни се смее некако и едва чека да го пробаме. Да. А искрено и јас и ти едва чекаме. Рече дека си нели гурман. Се надевам не разочаравме ни со покажување на знаменитости и културни објекти. Сега се надевам и со храна, но нема да разочараме, пошто тука се пропа
едно. Јас убаво си кажав, денот по утрото се познава, туша немам време за многу муабет, ти благодарам тебе и благодарам на моите пријатели Бубеин, Резерв и Фигурела и јадеме. И да не кара да наздравиме еднаш, ајде.